Дали сте размислувале да го освежите тој нов бранд со тоа што како држава, како извршна власт ќе поведете сметка за хакерската популација во Македонија, која во моментов мене ми се чини дека е најкреативна, најиновативна, најсмела и да ја впрегнете да работи во интерес на државата. Како прво нивно барање што би дошло, сум разговарала со тие луѓе, би дошло дали е спремна државата да им гарантира заштита од некоја идна лустрација, за да бидат употребени. Ја колку што знам, јас колку што знам и најголемите демократии во светот, вие многу сакате стално Америка да ја споминјате, сите овдека вие, како пример, не се лишава од услугите на хакерите кои инаку многу лесно може да завршат како криминалци, нели? Да. Така. За хакериве не ми. За хакерите, јас колку што знам, хакерската професија не е легална професија. Јас не реков дека е легална, господине Груевски. Направиле пиратска партија. Јас не реков дека е легална, него една креативна, една храбра, една дрска, иновативна категорија на млади луѓе во секоја држава гледаат да ги претворат на своја страна, да ги на тоа да. Тоа е друго. Инаку тие нормално штом не се легални, се илегални, кога се илегални завршуваат у затвор. Што е греф за таква категорија која може да се искористи у разни сфери. Па сега, ако треба и ја да ви давам примери. Ако може една Кина да ги користи за индустријска шпионажа или Америка за да води специјални трговски војни или во иновативните процеси на компаниите нивни или за Пентагон потребит, зар Македонија може да се лиши од талентите на тие луѓе? Очигледно не сте размислувале инаку Не, ние имаме повремено примање на нови кадри, информатичари, луѓе што добро познаваат таа проблематика. Секој од тие луѓе има право и можност да се јави на конкурс, да ги покаже своите квалитети, може да биде прифатен. Ако му гарантира државата дека нема да го затвори. Не, зборувам да биде прифатен во служба во корист на државата за позитивни цели, не за да блокираме нечии сајтови или да влезе у серверот на Deutsche Bank и парите ги префрле. Значи хакерите најчесто и негативни работи прават. Најчесто. Да, ние и да ги вработиме, нема да ги вработиме дел од нив, ако се покажат на некој конкурс за негативно, туку за позитивни работи, нешто. Да, ама сите се радуваме и ги пренесуваме на сајтовите кога ќе изблокираат, ќе му паднат на сајтот на, не знам, некоја соседна влада или што ја знам. Знаете за што разговараме, сега немајте да... Добро, ти знаеш што премиерот одговори.